Кој беше предизвикот на Евротинг, Алда и Бирц да се зафатат со еден ваков предизвик, јас ке речам, транспортот и услугите на македонските граѓани и особено она што е значајно и што го слушаме како пораки од Европската Унија? Предизвиците се доста големи со оглед на тоа што се случува со поглавието број 14, кое што е дел од преговарачкиот процес на државава со Европската Унија. Извештајот за напредокот на Македонија од последните години два пати нотира дека Македонија се уште не успеала да го либерализира железничкиот сообраќај. Тоа е еден од предизвиците. Ако имаме на ум дека железничкиот сообраќај ни е во колапс, а биттина ни е трансверзалата 10, односно од Скопје и од Србија кон Грција. Тоа е едниот проблем. Втората состојба е изградбата веќе децениска на превземени и започнати градежни работи на патишта, кои што и по цела деценија не се завршени. Ако на тоа го додадеме и фактот дека 3 километри пат до еден граничен премин се уште е започнат, а нема завршница, нам ни отвори простор и со последниве случувања и изјави на релевантните наши функционери и институции околу патната инфраструктура и транспортната инфраструктура, тоест трансверзалата 8 и трансверзалава 10, сметавме дека треба да се актуализира и оваа поглавие број 14, посебно во Вардарскиот регион, каде што трансверзалата 10, незината надградба и импликациите за регионите и за низ кои што поминува оваа трансверзала, граѓаните мора да ги знаат и мора да ги кажат своите согледувања за тоа какви импликации очекуваат, што треба државата да направи за тие да се подобрат, секако имајќи ги на ум критериумите кои што Европската Унија ги поставува во преговарачкото поглавие 14, но секако и во преговарачкото поглавие кој што се однесува за почитување на правото на граѓаните за здрава животна средина, кој што е еден од импликациите при правење на вакви трансверзали. Тоа би било клучното зошто сакавме токму во Вардарскиот регион да разговараме за трансверзалата 10. Благодарам.